Благодарам, председателке. Почитувани пратеници, почитуван заменик министр за финансии, почитувани медиуми, почитувана јавност. Денес е вториот ден од општата расправа за ребалансот на буџетот за 2024 година. Пред нас имаме буџет кој што со ребалансот тежи околу 5,8 милиарди евра и како што вели владата, најголемиот буџет досега. Кај ваквиот буџет, загрижувачки е продлабочувањето на буџетскиот дефицит, кој сега изнесува 720 милиони евра, односно толку пари недостасуваат за до крајот на годината, а планирани се да се потрошат. И најчесто дефицитот се покрива со позајмици. И сега наместо фискална консолидација имаме зголемување на буџетскиот дефицит и на јавниот долг. Со нарушување на буџетското правило за дефицитот и неговото зголемување од 3,4 на 4,9% од БДП, и зголемувањето на јавниот долг од 58% на 68% од БДП, државата се носи кон должничко робство, како што ќе каже Бранимир Јованови, кој што е дел од тимот на реномираниот Виенски институт за меѓународни економски студии. Јавниот долг на крајот на годината ќе достигне 68% од БДП, од 58% колку што изнесувал на крајот на првиот квартал. Таков раст од 10% поени во рок од една година државата имала само еднаш за време на пандемијата. Со тоа што тогаш знаевме зошто се земаат тие пари, за да се справиме со пандемијата, за да им се помогне на фирмите и слично, а сега тоа не го знаеме, ке констатира Јовановиќ. И кога зборуваме за јавниот долг, сакам да ја цитирам и изјавата на колегата Бојан Стојановски при носењето на буџетот за 2024 година. Преку амандманите сакаме да интервенираме и да поправиме нешто што се уште може да се поправи. Во досегашната дебата колегите од СДСМ не ја прифаќаат реалноста за состојбите во Македонија. Јавниот долг е алармантно висок и на историско највисоко ниво, а економскиот раст ни е далеку под просекот наспроти земите од регионот. Ова мора да се промени час поскоро и тоа ви ветуваме дека ќе се случи по изборите во мај идната година, вели колегата Стојановски. И ваквата изјава е дадена на проектиран јавен долг од 58% од БДП, за да денес со овој ребаланс јавниот долг порасте на 68% од БДП. И заклучок е дека, како што велите, ова мора да се промени час поскоро, навистина го променивте час поскоро, ама на штета на државата, на штета на економијата, на штета на граѓаните. Но тука сте да ги браните зголемувањето на дефицитот и јавниот долг и да го погазите сето онаа што го зборувавте како опозиција. Сега сакам да се осврнам на буџетот и на експозето на министерката за финансии од вчерашниот ден. Во експозето пред комисијата министерката за финансии ќе каже: потрошувачката забележала раст за 2,1% на реална основа. При тоа, приватната потрошувачка бележи раст од 2,0%, во најголем дел како резултат на растот на платите, на растот на расположливиот доход на домаќинствата во услови на раст на плати. Во првиот квартал од годината реален раст од 12,5%. Ова покажува дека платите во континуитет растеле и тоа придонесува до повеќе пари во домаќинствата и до растот на приватната потрошувачка. И во експозето продолжува: просечната нето плата во април изнесува 41.085 денари и се забележува номинален раст од 13,7% и раст од 9,3% на реална основа на годишно ниво. А растот на платите е на широка основа и е регистриран во речиси сите дејности. И само за споредба, во 2016 година просечната плата, месечна исплатена нето плата по вработен беше 22.460, во 2023 година изнесува 38.359 денари, во мај 2024 година изнесува 41.252 денари.
а платите не растеле сами од себе, туку заради добрите политики и системски решенија во однос на истите. А тоа се политики кои што ги носеше претходната влада, владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. И овој тренд на континуиран раст на платите треба да продолжи, но за жал во ребалансот нема средства за зголемување на платите во јавниот сектор, нема зголемување на плати во образование, одбрана, здравство, администрацијата. И покрај глобалните кризи низ кои помина и нашата држава, ковид, криза економска, енергетска во изминатите години и високата инфлација во овој период, успеавме инфлацијата во првата половина на 2024 година да ја стабилизираме на 3,7%, што покажува дека сме успеале да ја одржиме ценовната стабилност во услови на глобални економски турбуленции. И понатаму се наведува дека невработеноста во првиот квартал изнесува 12,9%, додека стапката на вработеност е 45,4% и во споредба со првиот квартал од 2023 година се зголемила за 0,6% или 4109 лица. Со овие податоци сами се дементирате во вашите изјави за економијата, која според вас се наоѓа во состојба на клиничка смрт. Напротив, податоците покажуваат дека економијата е жива, се создаваат нови работни места, растат платите. А не може ниту да отвараме нови работни места, ниту платите да растат во услови кога економијата е во клиничка смрт. Ако суштината на еден успешен економист, менаџер е да гледа во иднината и да ги предвидува работите, како што вели во едно интервју министерката за финансии, тогаш со ваков ребаланс, со ваков буџетски дефицит, јавен долг зголемен и вакво задолжување, очигледно е дека иднината државата не е сјајна и со ваквите политики од жива економија, токму вие ќе ја донесете во состојба на клиничка смрт. И кога сме кај буџетот, не само што со ребалансот немаме пари за повисоки плати, току кратите и од лицата со попреченост. Кратите од програмата за поддршка на сојузите на инвалидските организации, и тоа 10 милиони денари. Кратите од буџетот на Министерството за социјална политика, демографија и млади од програмата 46 субвенции и трансфери, ставка 463, трансфери до невладени организации од 81 милиони 200 денари на 71 милиони 200 денари. Кратите 10 милиони денари. Од најранливите кои со програми аплицираа за овие средства обезбедени преку Законот за игри на среќа. И предвидените средства се одобрени преку програма на влада, која очигледно сега ќе треба да ја менувате. Но дали сте се запрашале дека овие здруженија на инвалидски организации согласно распределениот буџет имат веќе подпишано договори и превземени активности? Кој ќе ја плати штетата или тоа вас не ви е приоритет? Како што не ве интересира и кретењето на буџетот на Бирото за регионален развој, програма 48, ставка 488, капитални дотации до единиците на локалната самоуправа. Општините по склучените договори со Бирото во рамки на програмата за рамномерен регионален развој имаат превземено обврски за реализирани активности. Со ваквото кратење на средствата ги доведувате во прашање активностите, нивната натамошна реализација и обврските кон економските оператори. А предвидувате 100 милиони евра за поддршка на нови проекти во општините. И овде да не се разбереме погрешно. Добро е да се инвестира во инфраструктурни проекти во општините, во развој на локални самоуправи. Но не треба да се крати од веќе постоечките средства кои што се планирани и за кои што општините имаат склучено договори. Затоа што ваквата ситуација наведува на помисла дека со овие средства ја започнувате кампањата за локални избори 2025 година, што не е непознато за вашата партија во минатото. Особено што јавноста и ние како пратеници немаме никакви информации за методологијата по која ќе се распределуваат овие средства, критериуми, начин и слично. И сакам да се осврнам исто така и на задолжувањето, особено на билатералниот заем од Унгарија.
Во текот на вчерашниот ден во медиумите можевме да прочитаме како Унгарија пред 2 месеца се задолжила 1 милиарда евра од кинески банки. Оваа вест беше објавена до Унгарската агенција за управување со државниот долг. И тоа се задолжува откако владата на Унгарија соопштува дека одлага значителен дел од јавните инвестиции поради слаб раст и блокирани ЕУ фондови. И вака, задолжената Унгарија со висок јавен долг од 75,9% од БДП во март 2024 година информација, податок, ке позајми на Република Северна Македонија 1 милиарда евра, 2 пати по 500 милиони, едната транша до крајот на 2024 година, другата во 2025 година. Се прашувам јас и македонската јавност, од што мака Унгарија ни позајмува 1 милиарда? Или што късмет имавме и покрај огромната задолженост на Унгарија да сме тие срекници да ни позајмат 1 милиарда евра? Или е случајност на нивното задолжување кај кинески банки, а нашето задолжување во нивните банки? Ама случајност нема, а нема ниту тајни. Доаѓаме и до зголемувањето на пензиите. Првичното зголемување од 5000 денари линеарно се намали за половина. 2500 денари септември, па во март уште 2500 денари. А загубата од 15.000 денари по пензионер овие 6 месеци вешто ја криете. И секое народно зголемување ќе беше плюс 5000 денари, ако си стоевте на зборот. Дополнително што постоечката методологија само во изминатите 2 години ги зголеми пензиите за 30%, ама и тоа ќе го скратите на пензионерите. И да бидеме јасни, разликата од онаа што би го добил пензионерот според постоечката методологија за усогласување на пензиите со просечната плата воведена од СДСМ и онаа што им е ветено од ВМРО ДПМН, околу 1000 денари за некои категории, а некои категории на пензионери ќе бидат во загуба. И повторно овде станува збор за лажен пиар, препознатлив за ВМРО ДПМН. Грижата за највозрасната категорија на граѓани повторно ви е лицемерна. Во буџетот на Министерството за труд и Министерството за социјална политика, демографија и млади, во програмата 4 социјална заштита, под програма 4А изграда, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица, од 17 милиони денари, буџетот го намалувате на околу 9 милиони денари. Во истата програма, во ставка 46, деинституционализација и социјални услуги, каде е вклучена и услугата помош и нега во домот на стари лица, буџетот го намалувате од 605 милиони на 580 милиони. Го доведувате во прашање со ваквото намалување процесот на деинституционализација кој служи како најдобар пример во регионот. Не само во регионот, туку и пошироко. Ако мене не ми верувате, прашајте ги представниците на Светска банка, па ќе слушнете и од нив, или отидете кај корисниците кои што ги користат овие услуги, ќе се уверите од придобивките. Ама очигледно пократењето на парите и тоа не ви е приоритет. Почитувани пратеници, почитувана јавност, ребалансот на буџетот, освен зголемување на дефицитот, зголемување на јавниот долг, кратење од лицата со попреченост, од услугите за нашите највозрасни сограѓани, не носи никаква придобивка за граѓаните и за државата. Ова е најлошиот ребаланс на буџет во историјата на нашата држава, најлошиот ребаланс на буџет и за граѓаните и за економијата. Благодарам.